Само во четвртокот во израелските напади врз појасот Газа загина најмалку 22 лица, соопштија палестинските здравствени власти. Жителот на Газа Маџид Ал-Дабак вели дека изгубил роднини во нападите, а сето тоа се случува во тековната позадина на регионалните мировни преговори. باللي فيها من أطفال من زلام من نسوان من كل ما هم قليل يعني زي كأنك لسه مش بنيها يعني صبح كأنها مش بنيها. Здравствените власти во Газа велат дека во 10-месечните израелски напади загинале повеќе од 40.000 палестинци. Израел вели дека неговите напади се насочени кон терористичката група Хамас, која уби 1200 луѓе и зеде стотици заложници во нападот на 7 октомври. Оваа недела исто така беше објавено дека уште еден американски воен брод влезе во водите на Блискиот Исток со оглед на високите тензии поради можен ирански напад врз Израел. Техеран вети одмазда за убиството на високи лидери на Хамас и Хезболах и двајцата негови сојузници во регионот. Американскиот заменик секретар за печатно одделот за одбрана Сабрина Синг изјави: We've moved capabilities into the region that I think it's fair to say have gotten into the headspace of Iran. And will influence their calculation on how and if they choose to respond. And it also sends a message that, we will stand with Israel. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен се врати од Блискиот Исток оваа недела. Тој рече дека преговорачите представиле предлог кој се однесува на преостанатите разлики меѓу Израел и Хамас. With our partners in Egypt and Qatar, our message is simple, it's clear, and it's urgent. We need to get the ceasefire and hostage agreement over the finish line. Експертите за арапско-израелски односи велат дека работата на арапските преговарачи е клучна за смирување на тензиите во регионот. If the Arab mediators are aware that Israel has kind of has met the Blinken bridging proposal, I sense that will be conveyed to Iran and elsewhere, saying, "Hey, we got Israel signed on. We don't have Hamas, but we're going to keep trying." Израел вели дека мора да стави крај на безбедносната закана од Хамас. Хамас пак сака целосно повлекување на Израел од Газа. Обединетите нации проценуваат дека 90% или 2,1 милиони жители на Газа се раселени од почетокот на војната минатата година. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чономовски во Вашингтон.